Белешки за дневните настани на Крсте Петков Мисирков. 15. јули 1913 година. Непријателските односи на Башмаков и петербуршките словенофили спрема Бугарија и автономијата на Македонија може да се објасни и со формирањето на русофопскиот кабинет на Радославов Генадиев Тончев и целосната доверба кон него од Народното собрание. Разбирливо е дека на нив не им се допаѓа незадоволството на македонците од руските конзули, веројатноста за итно обединување на автономна Македонија и Бугарија и формирање бугарска држава со милионска војска, која нема апсолутно никаков интерес да се бори со Австрија за Србија или Русија. Меѓутоа, руските империјалисти и на сон го гледаат поразот на Австрија и својата балканска политика ја базираат врз создавање на слаби, речиси еднакво големи држави, кои сами по себе би биле немоćни да водат самостојна политика и треба вечно да бидат сателити на големодржавните групации и главно на Руско-Францускиот сојуз, или уште поточно, само на Русија. Меѓутоа, руските империјалисти и на сон го гледаат поразот на Австрија и својата балканска политика ја базираат врз создавање на слаби, речиси еднакво големи држави, кои сами по себе би биле немоćни да водат самостојна политика и треба вечно да бидат сателити на големодржавните групации и главно на Руско-Францускиот сојуз, или уште поточно, само на Русија. За така нареченото австриско наследство, тоест за австрискиот пораз, најмногу може да бидат заинтересирани Србија и Романија. Руската дипломатија, откако се убеди дека не е можно да се создаде цврст српско-бугарски сојуз кој би го штитела таа, реши да го создаде прво српско-грчко-црногорскиот сојуз, а потоа ја присоедини кон него Романија. Овој српско-грчко-црногорски сојуз, кој би можел да постави повеќе од 1 милион армија, ќе и го замени на Русија српско-бугарскиот сојуз и, обкружувајќи ја Бугарија со железен обрач, ќе успее да и направи вистинска услуга, бидејќи е заинтересиран за австриското наследство, кое Русија има намера да го постави на дневен ред. Србија, Грција, Романија, Црна Гора подмирени се од руската дипломатија за нивната верност спрема Русија со надеж за нови територијални добивки. Романија и Србија за сметка на Австро-Унгарија, Грција и Црна Гора за сметка на Албанија. Само Бугарија ништо нема да добие, бидејќи нема граници со Австро-Унгарија и со Албанија и заедно со споменатите држави ќе биде против Србија и Грција. Бугарија исто така нема да ја пуштат зад линијата Енос Мидија, ако таа воопшто биде запазена, зашто лесно може да се случи Русија, која се плаши од засилување на Бугарија, и тука да и наштети на Бугарија. Јас сега се каам поради својата последна белешка до министерот за надворешни работи од 14. јули 1913, бидејќи таму, меѓу другото, стана збор дека турците ќе ја сметаат Русија за виновна што ќе го напуштат Адрианополскиот вилает. Впрочем, тука мојата загриженост е залудна, зашто Англија, Франција, Австрија и Италија исто се заинтересирани за зачувување на рамнотежа на Балканот. За да се избегне префрлувањето за намерно понижување на Бугарија, Русија нема да ризикува да заостане од другите држави и, за да го спаси својот престиж, напротив, ќе застане на чело на концертот за да ја принуда Турција да се придржува кон лондонскиот прелиминарен мировен договор, дотолку повеќе што раководната улога кон Русија во принудувањето на Турција да го запазува лондонскиот мировен протокол ќе го подигне нејзиниот престиж во Ерменија и дури може да го стави на дневен ред прашањето на протоците. Од горе наведените комбинации е јасно дека руската надворешна политика, која беше далеку од хуманоста и словенофилската занесеност, за сето време на двете балкански војни имаше одредени империјалистички задачи. Тоа се
да се истераат турците од Европа со помош на балканските држави и на тој начин да се лиши Австро-Унгарија од можноста со заземање на Новопазарскиот Санџак и Македонија, за секогаш да ги разедини Србија и Црна Гора и, застанувајќи во центарот на Балканскиот полуостров, да го зацврсти своето политичко влијание на сите околни балкански држави. Понатаму, ослабена е Бугарија, држава сосема незаинтересирана за распаѓање на Австро-Унгарија и за австро-унгарското наследство. Зајакнати се Србија, Црна Гора, неизбежните сојузници на Русија во борбата со Австрија и со Грција, која за укажаната поддршка и за надежта за идни проширувања со помош на Србија, Црна Гора и Русија, треба да тежнее кон Русија. И на крај, раскинате Австро-Романскиот сојуз и Романија е заинтересирана за австриското наследство. Создаден е нов, може би само привремен Балкански сојуз, како орудие на Русија против Австрија. На крајот, на ред дојде австриското прашање, кое ќе биде решавано или само, или заедно со прашањето за протоците и со поделбата на Азиска Турција. Може би тогаш, за да ја привлече Бугарија на своја страна, Русија ќе ја вети Македонија како замена за српско-хрватските земји што ќе ги добие Србија од Австрија. На тој начин, целиот Балкански полуостров ќе биде заинтересиран за распаѓање на Австрија, бидејќи силна Србија и е потребна на Русија само до распаѓањето и за распаѓањето на Австрија, слично како што силна Бугарија и беше потребна до распаѓањето и за распаѓањето на Турција, но по распаѓањето на Австрија повторно ќе се појави прашањето за рамнотежата и Бугарија ќе успее да го врати тоа што го изгуби во оваа војна. Оттука е јасно дека, без оглед на поразот на Бугарија и поделбата на низините поседи и освојувања што ги организираше руската дипломатија, почвата за русофилство во Бугарија уште не е дефинитивно изгубена, бидејќи тоа што Русија сега им го одзеде на бугарите, може да им го врати во идната војна со Австрија. Ќе дојде само до промена на основите на бугарското русофилство. До сега тоа беше прашање на чувство и верба во Русија, а од сега ќе биде прашање на чист интерес. Таквото поставување на прашањето бара поладнокрвен однос кон несреќата што го снајде бугарскиот народ во оваа војна. Наивно беше да смета дека националното прашање може да се реши веднаш и само со помош на оружје, но без политичка подготовка. Најдобар доказ за тоа беа успесите на србите и несреќата на бугарите. 30 години србите ги докажуваа своите права на Македонија и дипломатски го подготвуваа незиното покорување. Тие можеа да оценат кој може повеќе да им помогне и во нивната надворешна политика немаше колебања. Освојувањето на Македонија и пријателството со Русија, или поточно со помош на пријателството со Русија, беа главни принципи на нивната надворешна политика, основана врз националното воспитание на српскиот народ во духот на непоколебливата вера во неговите историски и етнографски права на Македонија. Сосема обратно беше кај бугарите. Никакво национално воспитание, нејасна представа за историјата на Македонија, недоверба кон македонските бугари, која се покажа со назначувањето на епископските катедри во Македонија лица по потекло од Бугарија, отсуство на секаква систематичност во македонската политика на владата, додека пак србите испробаа десетици начини за најдобро да ги заштитат своите интереси во Македонија. И на крај, отсуство на определена и тесна врска меѓу внатрешната и надворешната македонска политика на Бугарија. Таму народните маси не беа подготвени од училиштето за свесно сваќање на националните задачи и последниве, слабо поддржувани од внатрешната и надворешната политика на царството, која се одликуваше со силни колебања во однос на Русија, само ги плашеа руските империјалисти. Идната политика на Бугарија ја гледам на следниот начин. Бугарија никогаш нема да се откаже од своите права на Македонија, која за неа представува исто што имало Русија за Русија и Моравија за Чешка. Населението на Македонија, како и да го нарекуваат србите и грците, по крв ќе остане бугарско. Тоа нема толку лесно да ја заборави својата врска со останатиот бугарски народ. Бугарија со сите средства со кои располага,
ќе ги поставува и ќе ги докажува своите права на Македонија. Тоа ќе го направи во низа печатени изданија, наменети за рускиот народ и за словенските народи воопшто. Таа на сите научни конгреси ќе настапува со филолошки и историски реферати за Македонија. Тежиштето во изучувањето на бугарската историја треба да се пренесе од источните бугарски земји на запад, на Македонија. Секој бугарин уште од детството треба да биде свесен дека многу славни страници на подалечното и неодамнешното минато се поврзани со името Македонија. Неопходно е односот на Бугарија спрема Македонија и македонците да биде потопол, посрдечен и понежен од односот на србите, чии усилби за всадување српски патриотизам неизбежно треба да бидат придружени со насилства. А да не зборуваме за тоа дека бугарското население во Македонија, заплашено од жестокостите на србите за време на војната, во душата секогаш ќе ги мрази србите како своји поробувачи. Српските жестокости треба внимателно да бидат забележани и отпечатени. Подвизите на македонските четници во борбата со турците исто така. Главна содржина на литературата за Македонија треба да биде национално воспитување на бугарската младина и бугарскиот народ. Во предавањата од бугарската историја треба исто внимание да им се посветува на источната и на западната половина на бугарскиот народ, а според тоа историјата на Македонија треба да биде рамноправен дел од општо бугарската национална историја, а не само жален додаток на историјата на источна Бугарија, како што беше досега. Во историјата на бугарската литература исто така треба да се запази рамноправност меѓу источно-бугарската и западно-бугарската, така наречена српска литература. Национално воспитување, духовна љубов и сваќање на судбината и улогата на Македонија во општо бугарската историја еве ја првата основа на бугарската внатрешна политика. Пријателство со Русија со целосен неутралитет во главните балкански и меѓународни тешкотии е основа на надворешната политика на Бугарија. Нам не ни е потребен сојуз со вчерашниот непријател, кој ги раскина бугарската татковина и имотот на бугарскиот народ на делови. Ние сакаме да живееме со него во мир, но нивното пријателство не ни е потребно. Ние ќе ја сметаме Македонија како неделив дел од нашата татковина, како и Добруџа. Но немаме намера да го нарушиме политичкиот статус-кво. Ќе бидеме мирни наблюдувачи на тоа што се случува околу нас и во Европа, но први нема да го извлечеме мечот. Ние не сме заинтересирани за австриското наследство, но ќе бидеме приврзаници на политичката рамнотежа на Балканот. Ако во име на таа идеја во сегашната војна беа нарушени нашите национални интереси, во можните идни војни во име на принципот за зачувување на политичката рамнотежа, ние ќе ги истакнеме нашите национални права на деловите на нашата бугарска татковина што ни беа одземени. Ние нема зошто да се караме со Австрија, но ќе ги одржуваме братските врски со големиот руски народ, кој многу го имаме задолжено, но кој исто многу не има задолжено. Тешките искушенија што ја снајдува нашата татковина повира на руската дипломатија поради нејзиното неумење да се ориентира во балканските проблеми и да ги свати чувствата на широките маси на бугарското население, не можат да ги расипат вековните добрососедски и братски односи меѓу двата народи. Војна меѓу Русија и Бугарија не може да се замисли, зашто Русија самата никогаш нема да крене рака на Бугарија, која таа ја ослободила, а последнава не може да и се одмаздува на Русија за кратковидоста и жестокоста на раководителите на нејзината надворешна политика во сегашната војна. Впрочем, во нашата идна надворешна политика, ние ќе бидеме пред се бугари, а потоа словени. Ако нашите национални интереси тоа го побараат и ако пријателството со Австрија, Романија и Турција може да биде заштита за нашите национални интереси, ние нема да се откажеме од присоединувањето кон Тројниот сојуз, не издавајќи го со тоа со ништо словенството, зашто тоа е представено со 25 милиони во границите на Австро-Унгарија. На крај, ние не ја издаваме први словенската идеја. Последнава стана безсовесно орудие во рацете на српските шовинисти и руските империалисти.
Во оваа тетрадка ја дадов статијата што ја бев наменил за Голос Москви, но не ја испратив. Добро направив, бидејќи воопшто не сум во право кога велам дека рускиот престиж на Балканот опаднал. Ползата што ја добија Србија, Црна Гора, Грција и Романија и поразот на Турција и Бугарија се директна последица на руското влијание на Балканот и триумфот на рускиот империализам, која подготви не само поделбата на азиска Турција, туку и поразот на Австро-Унгарија. Од гледна точка на рускиот империализам, односот на Голос Москви спрема Бугарија е сосема разбирлив. Јас не ја испратив ни статијата последици напишана за Храковскиот јужни крај, која ги прикажува последиците за Русија од поразот на Бугарија. Јас изгубив верба во рускиот печат, иако два пати имав желба да отидам во Петерсбург и во Москва и во лични преразговори и преку печатот да се залагам за автономија на Македонија. Мојата прва јужни крај намера на 27. јуни заврши со белешка до Министерството за надворешни работи од 29. јуни. Втората, во Москва, беше заменета со решението да водам мемуари за тоа што го преживував во тоа несреќно, макар и херојско време во животот на бугарскиот народ. Во ноември и декември минатата 1912 година заминав во Бугарија на боиштето и во татковината, за да бидам сведок на големото историско дело извршено од нашиот народ. Во почетокот на 1913 година јас се чувствував скршен од замор и од проблемите на работа, кои завршија со моја оставка на 20 март оваа година и со префрлување во Кишинев од 1 април 1913 година. Во Кишинев страдав од силен шум во ушите како последица на силна стресна состојба, проследена со несоница, особено во Одеса. Поради нарушеното здравје беше бескорисен мојот престој во Бугарија, дотолку повеќе што јас речиси бев сигурен во победата над србите и грците. Јас решив по совет на лекарот Тумаркин да заминам на лекување во боровата шума во Харковската губернарија, Ахтрийски округ, Шифлик Климентово, во близина на градот Ахтрика. Тука разбрав за почнувањето на војната и за се потешката положба во која се наоѓаа моите сонародници и несреќна Македонија. Се обидов да отпатувам во Петербург и во Москва. Работата пропадна. Тогаш решив да ги изнесам своите преживувања во врска со вестите од Балканот, за да ги зачувам за потомството. Идејата за мемуари се појави кај мене кога се уверив во бесполезноста и за тешкотиите да му помогнам на нашето дело преку печатот. Покрај тоа, за време на мојот престој како дописник на Глос Москви и Одески листок, на прашањето на бугарите како ќе ги искористам моите патни наблюдувања, јас реков дека можеби некогаш ќе напишам некакво книжуле и ќе ги изнесам подвизите на нашите борци во оваа војна. Еден од моите сопатници во вагонот, резервен подпоручник, наставник по хемија во првата Софиска гимназија, изјави дека моето собирање информации за подвизите на бугарските херои за наведената цел е сосема излишно, бидејќи многу офицери и војници водат дневници за војната и многу такви дневници по војната ќе бидат отпечатени во Бугарија. Јас се согласив со таа констатација и помислив дека мојот дневник нема да биде интересен во споредба со дневниците на учесниците во војната. Затоа пак, мојот дневник како на сведок на настаните во ноември и декември во Бугарија, Тракија, Македонија и како на лице што ги следеше настаните во Втората Балканска војна од Русија, со текот на времето може да представува голем интерес за моите сонародници. Затоа се зафатив со континуирано изнесување на сите мои возбудувања, негодувања и надежи за подобра иднина. За водењето на дневникот придонесува времето на распуст, што значи многу слободно време, чист воздух, потполн мир и добра храна. Без оглед на тоа што настаните многу ме вознемируваат, што јас за време на моите разговори со русите и отворената критика на дејноста на руската влада и руските словенофили, можеби оддавам впечаток на ненормален и жена ми дури и не ја крие својата загриженост балканските настани да не ми го повредат разумот. Сепак ми се чини дека
во овој момент што го преживува бугарскиот народ, јас сум еден од најнормалните и најурамнотежени бугари. Националната мака е голема, но сметам дека нашиот народ со сопствени сили ќе си го обезбеди своето понатамошно постоење. Од новинарските информации треба да се спомне известувањето од Петербург дека државите се согласиле оти автономијата на Македонија е невозможна. Од Атина, дека германски аташе во Атина добил наредба од својата влада да се истражат фактите за бугарските зверства во Македонија и тој да извести за резултатите. Од Софија, дека поради клеветничката кампања што се води против Бугарија и нејзината армија, која доби чудовишни размери по прекинувањето на директната врска со Европа, бугарската влада им наложи на своите представници во странство да го покренат прашањето за формирање меѓународна истражна комисија, составена од официјални представници на државите за разгледување на настаните во областа на целото бојно поле. Кон вестите за истражувањето на зверствата, треба да се додаде дека наскоро по почнувањето на Втората Балканска војна, солунскиот дописник на Санкт-Петербуршката телеграфска агенција ги распрашувал бегалците пристигнати од бугарско-грчкото боиште. На тој начин, за грчките обвинувања на бугарите беа заинтересирани 3 држави – Русија, Франција и Германија. Српските обвинувања на бугарите исто така се разгледувани од странците, додека пак бугарските жалби поради зверствата на грците и србите во Македонија останаа без секаква истрага. Може да претпоставиме дека и последново обраќање на Генадиев исто така ќе биде без резултати, бидејќи тој е русофоб, а Русија нема да дозволи рехабилитација на бугарите и откривање на српско-грчките зверства во Македонија, зашто тоа би довело до автономија на Македонија, која не е прифатлива за Русија од многу причини. Дејноста на руските конзули во Македонија во текот на последниве 35 години, непреземањето од Русија никакви мерки за помирување на бугарската црква со грчката, целокупното однесување на Русија за време на Првата и Втората Балканска војна, покажуваат дека Русија се залага за целосно уривање на бугарскиот национален идеал, без секаква можност за негово воскреснување. Нападот на турците на Бугарија. Сега руската влада бара начини како да влијае на турците и нема да ги најде се додека Бугарија нема да се согласи со условите за мир што и ги поставуваат Србија и Грција. Русија заедно со другите држави можеше да не дозволи преминување на турците за Чаталџа и Булаир до завршувањето на Втората Балканска војна. Меѓутоа, Русија и државите ги пуштија турците не само до Адрианопол, туку и до Филипопол. Притисоците на Турција и Романија треба да ја принудат Бугарија да ги прифати грчко-српските услови и да го спречат уништувањето на сојузничката српско-грчко-црногорска армија на предстојната генерална битка по линијата Пирот-Крива Паланка-Кочани. Тоа ли е неутралноста на Русија во Втората Балканска војна? Тоа ли е продолжувањето на ослободителната мисија на Балканот? Но сега, по се што се случи, кој ќе поверува во таквата приказна за ослободителната мисија? Русија ослободуваше од турците, Европа ги ослободуваше ослободените од Турција. И по завршувањето на Втората Балканска војна, русите ќе си сплетат нови венци во триумфот на својата миротворна улога на Балканот. Тие ќе се прикажуваат како спасители на Бугарија од сигурна пропаст. Тие ќе се прикажуваат како спасители на Бугарија од сигурна пропаст. Но дали е така? Нема ли Русија да си го припишува тоа што за Бугарија ќе го направи Европа? А напротив, Европа воопшто не е замешана во сите оние методи со чија помош беше реализиран поразот на херојска Бугарија. Франција, без да го разгледува, се потпишува под секој предлог на Русија и дури и во оние случаи кога руската дипломатија смета дека за неа е незгодно да настапува со своји предлози, француската дипломатија ги исполнува барањата на Русија, прикажувајќи ги руските предлози како своји. Англија не сака да се кара со Русија, плашејќи се да не се распадне тројниот договор и да не победи тројниот сојуз.
Невмешаноста на државите од последниот во организирањето од Русија на поразот на Бугарија не може да стане ни збор. Така, Русија действува со полна пареа, не наоѓајќи никакви препреки во својата ослободителна мисија. Но, зарем Европа нема да ја ослободи Бугарија од канџите на Русија, како што го направи тоа во 1878 година во Берлин?